Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Во Скопје денеска во употреба беа пуштени реконструираните спортски терени на кејот на реката Вардар, со што овој простор повторно станува достапен за рекреација, спорт и дружење на граѓаните. На настанот присуствуваше и министерот за спорт Борко Ристовски, со кого символично беше означен и почетокот на користењето на обновениот спортско-рекреативен простор. Обновата на терените е дел од поширок проект за уредување на кејот на Вардар, кој според градските власти представува еден од приоритетите во развојот на градската инфраструктура. Проектот, како што истакна скопскиот градоначалник Орце Ѓоргиевски, започнал со темелно чистење и уредување на просторот покрај реката, со цел да се врати неговата функционалност и природен изглед. Во рамки на реконструкцијата обновени се спортските терени за фудбал, одбојка на песок и баскет, поставена е нова урбана опрема, а се создаваат и фитнес зони за отворено, наменети за рекреација и физичка активност на граѓаните. Со овој проект се опфатени спортските терени во населбата Маџир Мало, кои ќе бидат целосно обновени и повторно ставени во функција на локалната заедница. Како што најави градоначалникот на Скопје Ѓоргиевски, во наредниот период е планирано уредување на современата градска плажа покрај реката Вардар, која треба да биде безбедно и уредено место за одмор, спорт и дружење. Со ваквите зафати, како што се посочува, Скопје ќе се доближи до современите европски урбани стандарди. Од градот потенцираат дека инвестирањето во спортската инфраструктура значи вложување во здрави животни навики, младите генерации, поквалитетниот живот на граѓаните. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски најави дека од понеделник започнува реализацијата на нов капитален и инфраструктурен проект во општината. Имено станува збор за целосна реконструкција на улицата Лисец во населбата Горно Лисиче, при што ќе бидат опфатени левиот и десниот крак на улицата. Со проектот е предвидена изградба на нова водоводна мрежа, како и поставување нов асфалт. Како што информираше Митевски преку објава на социјалните мрежи, станува збор за инвестиција која има за цел да обезбеди подобра инфраструктура, поголема безбедност и поквалитетни услови за живот за жителите во овој дел од општината. Со нова водоводна мрежа и нов асфалт, инвестиција што носи подобра инфраструктура, поголема безбедност и поквалитетен живот за жителите. Жителите во Горно Лисиче добиваат улица каква што заслужуваат, вели градоначалникот. Од општината посочува дека со реализацијата на проектот ќе се подобрат условите за движење и ќе се унапреди локалната инфраструктура во населбата Горно Лисиче. Општина Карпош продолжува со акцијата за подигнување на стари отпадни возила без регистарски таблички кои се оставени на јавни површини. Акцијата се спроведува во соработка со Друштвото за управување со отпад Green Road. Од локалната самоуправа информираат дека согласно законските прописи на возилата прво им се поставува налепница со која сопствениците се известуваат за обврската да ги отстранат од локацијата. Доколку тоа не го сторат во предвидениот рок, општината во координација со овластениот колективен постапувач ќе изврши дислоцирање на возилата. Возилата кои ќе бидат подигнати ќе бидат транспортирани во собирен центар, депо, каде ќе останат 7 дена. По истекот на овој рок тие ќе бидат испратени на рециклирање, а сите трошоци ќе бидат натоварени на сопствениците. Од општина Карпош апелираат до граѓаните кои поседуваат вакви возила, на кои веќе им е поставена налепница да ги отстранат на време. Акцијата ќе продолжи се до целосно отстранување на сите отпадни возила од територијата на општината. Општина Газибаба објавува јавен повик за доделување субвенции за набавка на велосипеди за 2026 година, со цел да се поттикне граѓаните почесто да го користат велосипедот како превозно средство. Според повикот, општината ќе субвенционира 50% од цената на велосипедот, најмногу до 4000 денари по лице. Право на аплицирање имаат жителите на општината кои досега не користеле субвенција за велосипед. Повикот е отворен од денот на објавувањето до 30 ноември 2026 година или до исцрпување на предвидените средства. Апликациите се поднесуваат во архивата на општина Газибаба. Од локалната самоуправа апелираат до граѓаните да ја искористат оваа мерка, која има за цел да придонесе за почиста животна средина и зголемена употреба на еколошки превозни средства.
Во Домот на културата Билјана Беличанец во општина Кисела Вода се одржа промоција на едукативниот анимиран филм Кликни безбедно, кој има за цел да ја подигне свеста кај најмладите за дигиталната писменост и безбедното користење на интернетот. Настанот е дел од проектот на Центарот за побезбеден интернет и ги обединува представниците на централната и локалната власт во заедничка цел – заштита на децата во виртуелниот простор. На промоцијата присуствува и министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски, градоначалничката на Кисела Вода Бети Стаменковска Трајковска, градоначалникот на град Скопје Орце Георгиевски и директорката на Бирото за развој на образование Милка Тримчевска. Филмот е наменет за најмладите на едноставен начин им објаснува колку е важна дигиталната писменост, како и одговорното и етичко користење на интернетот. Анимираниот филм ќе биде достапен во сите училишта низ Македонија. Ќе може да се прикажува и на телевизиите, со што пораката ќе стигне до што поголем број деца и семејства. Градоначалничката Стаменковска Трајковска ја истакна важноста на меѓуинституционалната соработка. Посочи дека ваквите иницијативи се значаен чекор кон поставување инфраструктура за национален центар за побезбеден интернет во Македонија. Дигиталниот свет нуди бескрајни можности. Наша заедничка одговорност е да ги научиме децата како да го користат интернетот безбедно, етички и одговорно, истакна Стаменковска Трајковска. Скопскиот градоначалник Георгиевски ја потенцираше важноста на заедничкиот пристап и нагласи дека дигиталната едукација мора да биде достапна до секое семејство. Ваквите иницијативи поттикнуваат соработка меѓу институциите, училиштата и родителите, со цел да обезбедат побезбеден интернет за секое дете, порачува Георгиевски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја